Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Културата мора да стане клучен двигател на урбаниот развој, трајна основа за иднината на градот, порача градоначалникот на град Скопје Урце Ѓоргиевски на свечениот настан посветен на иницијативата Скопје Европска престолнина на културата 2028. Во своето обраќање тој истакна дека титулата не треба да се сваќа како едногодишна програма исполнета со настани, туку како историска можност за длабока и трајна трансформација на градот. Според него, културата треба да се третира како јавна инфраструктура што ќе придонесе за урбан развој, социјална кохезија и нов економски потенцијал. Градоначалникот потсети на солидарноста по Скопскиот земјотрес во 1963 година, нагласувајќи дека тоа наследство денес треба да се претвори во обновување на јавниот интерес, довербата во институциите и културниот живот. Подвлече дека квалитетен град е оној во кој граѓаните сакаат да живеат, со безбедни, зелени и креативни јавни простори, каде културата е дел од секојдневието, а не луксус. На крајот беше потенцирано дека титулата Европска престолнина на културата треба да донесе долгорочни промени во начинот на кој се развива и функционира Скопје. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски истакна дека општината ќе биде активен и посветен партнер во процесот на реализација на иницијативата Скопје Европска престолнина на културата 2028. На меѓународната конференција посветена на проектот, Стојковски нагласи дека културата, урбаниот развој и одржливоста се клучни столбови за иднината на главниот град. Тој посочи дека преку размена на идеи со експерти и представници од европски градови се поставуваат темелите за современо, зелено и динамично Скопје. Според него, титулата не представува само признание, туку и голема одговорност и можност за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Во таа насока тој најави конкретни политики и проекти со фокус на граѓаните. Стојковски упати признание и до градоначалникот на Скопје Урце Ѓоргиевски, министерот за култура Зоран Ѓутков и премиерот Христијан Мицкоски за нивната посветеност и визија во реализацијата на проектот. Проектот Скопје, град на културата 2028, како што беше посочено, има за цел да донесе повеќе културни содржини, нови можности и подобар квалитет на живот, со заедничка визија за идните генерации. По подолг период без напредок започнаа подготовките за довршување на булеварот Борис Трајковски на делницата од Пинтија до Драчево во Скопје. Според информациите, проектот долго време беше блокиран поради нерешени имотно-правни прашања, што го одложи неговото реализирање. Станува збор за значајна сообраќајна артерија која треба да го подобри поврзувањето во овој дел од градот и да го намали сообраќајниот метеж, особено за жителите на Драчево и околните населби. На терен веќе се забележани активности при што работниците отстрануваат огради, бекатон плочки од дворови, како дел од подготовките за изградба. За сега нема официјални информации за динамиката на изведбата, ниту за роковите за завршување на проектот. Велосипедист е тешко повреден во сообраќајна несреќа што се случила утрово во центарот на Скопје, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според полицијата, несреќата се случила на 23 април оваа година околу 7 часот и 15 минути на крстосницата меѓу булеварите Партизански одреди и 8 септември. Патничко возило Hyundai управувано од 25 годишна скопјанка удрило во велосипед управуван од 58 годишен маж од Скопје. Во несреќата велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди, кои биле констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза. Од МВР соопштија дека на местото на настанот бил извршен увид од увидна екипа од СВР Скопје. Се работи на утврдување на причините за несреќата. Од јавното сообраќајно предпријатие Скопје информираат дека јавниот превоз во Скопје продолжува да функционира по зимски возен ред, согласно тековното сообраќајно планирање.
Во едно од предпријатието посочуваат дека поради изведување на градежни работи на повеќе локации низ градот, дел од автобусите се обраќаат по изменети траси. Овие измени се однесуваат на линиите 3Б, 4, 7, 9, 18, 23, 24, 44, 54 и 118, кои во одредени делови од своите рути се пренасочени. Надлежните појаснуваат дека ваквите промени се воведуваат со цел непречено одвивање на градежните активности, но и за да се обезбеди безбедност и функционалност на јавниот превоз во услови на изменет сообраќаен режим. Од ЈСП апелираат до граѓаните навремено да се информираат за измените и да ги планираат своите патувања согласно новонастанатата состојба, со цел да се избегнат доцнење и непријатности во секојдневното движење низ градот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум тесни. Вечно